Добар ден, гостивар. Добар ден, победници. Добар ден, по втор пат од оваа иста сала. Се сеќавам, првиот пат беше не така одамна, пред оваа 2019, чи нам беше ноември или декември месец, и мислам дека овие исти момци од Унијата на млади сили организираа еден фантастичен настан овде. Добар ден за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од гостивар. Добар ден за Добар ден за Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Добар ден за Унијата на ветерани на ВМРО ДПМН. Добар ден за Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од гостивар. И добар ден за коалиционите партнери кои што се дел од коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам што сте денеска со нас и што ја имаме оваа навистина прекрасна можност да со идниот председател на Република Македонија разговараме со гостиварчани и гостиварци. И така, ќе го почнам денешното мое говорење. Изминавме илјадници километри. Разговаравме со илјадници наши сограѓани, не само овие десетина дена од кампањата, месеците предходно, а јас би рекол, прв пат тргнавме таму некаде декември 2017 година. Но денеска, овде во гостивар, мислам дека треба да ја кажам онаа вистината која што секаде во Македонија ја слушам и ја чувствувам. А вистината е јасна и едноставна. Победуваме! И следен председател на Република Македонија е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Затоа што ние сме победници, а тие се губитници. И затоа ќе ги победиме најпрви на 21 април, а потоа и на 5 мај. После 5 мај предвремени парламентарни избори и Македонија назад по меѓународот. Во тие разговори, почитувани браќа и сестри, добри луѓе, секаде разочарувањето, од сета онаа лага која што ја кажуваше Зоран Заев и СДСМ, предизвикала голема депресија кај нашите сограѓани. Чемер и јад, буквално, е дел од нивните карактери. И тешко и траурно е да се разговара за реалните проблеми кои што се нивно секојдневие. И уште потешко е кога на прва ќе се појавите и ќе почувствувате од нивна страна една недоверба затоа што во вас како политичар гледаат или човек што дошол овде да лаже, а ако лаже да добие можност понатаму да краде. Таа е реалноста. Таа е реалноста во Македонија. Нашите сограѓани, за жал, имаат таква перцепција за нас политичарите. И јас можам овде да кажувам и да се вадам колку сакам и да викам, не, јас не сум таков. Но јас сум овде и стојам пред вас, гостиварци, исправен и ве гледам очи во очи само со една молба, а тоа е да ве замолам, да ни дадете шанса, да покажеме дека сме поразлични, да видите дека таа шанса ќе биде искористена вистински во насока на тоа да ги подобриме квалитетите на животите на нашите сограѓани, без разлика дали се овде во гостивар, дали се во Полошко или се насекаде во Македонија. Мојата молба е, дајте ни најпрви шанса за да не видите какви сме. Да видите дека како луѓе со чест и интегритет и достоинство сме многу поразлични од сето она што било порано. Знам дека денеска е талон, шаблон врз основа на кој што се мери искажаната лага и изговорената невистина е Зоран Заев. И мене ми е сето тоа јасно. Затоа што
многу невистини, каже изминатиот период, а тие невистини резултираа со многу разочарување кај нашите сограѓани. Но ние можеме овде да застанеме пред вас, да ве замолиме да не поддржите, затоа што ќе дојдат нови луѓе, нови политичари кои што поинаку ќе се однесуваат со нивните соседи, со нивните сограѓани. Нема да гледате повеќе политичари кои што се насмеани, политичари кои што се одморени, политичари во фракови и одела, кои што газат дебели црвени килими и шетаат по балови во европските метрополи. Ке гледате политичари со изморени лица, ненаспани, и наместо инспекторите под мишка, ке имаат проекти под мишка и заедно со вас, со народот, ке развиваме проекти, ке зборуваме за развојна стратегија, ке зборуваме како Македонија да оди напред. Нема да гледате веќе политичари кои што се возат во Бентлија, Мајбах, автомобили, Мерцедес, или ви говорат она што сакате да слушнете. Ке гледате искрени политичари кои што ќе ви го кажат тоа што може да го остварат. И ке гледате политичари кои што се со вас и заедно со вас ќе ја градат таа иднина. Ова, стојам овде пред вас, гостиварци, можам да се заветам доколку ја добиеме таа шанса да покажеме дека сме различни. Да покажеме дека сета оваа неправда што е денеска секојдневие во Република Македонија нема да биде секојдневие. Со неправда дојдоа, но ние таа неправда мора да ја замениме со правда. Се сеќавате на оние ветувања, на оние говори кои што Зоран Заев и луѓето околу него ги кажуваа на плоштадите и на улиците во Република Македонија. Се сеќавате кога помалку и повеќе во оние воајерски пресконференции од седиштето на СДСМ говореше дека не бил покојниот Никола Младенов починат затоа што се случило сообраќајна несреќа, туку дека тоа грозоморно некој му го договорил и сместил. За да години потоа видиме како сопругата на Никола Младенов, на тој реномиран новинар, од времето и почитува, ја изговори вистината и каже дека тој го изгубил својот живот само поради тоа што имал неприлагодена брзина на условите на патот. Кој лажеше одека? Кој ја говореше вистината? И до ден денеска го нема овој премиер Зоран Заев да излезе, да ги погледне граѓаните во очи и да им каже: извинете, не ја говоре вистината. Дојде таму каде што е, коцкајки се со човечки судбини. Се сеќавате, предпоставувам, на малиот Мартин. Се сеќавате на Нешковски. Се сеќавате на тие млади човечки животи кои што неславно, несрекно сгасна на Смилковско, кога велеше дека имал он докази за поинаква вистина таа што е. А денеска гледаме дека ниту знаеме што мислел Зоран Заев, ниту пак вистинските сторители на тие немили настани ја ослужуваат заслужената казна. Но затоа пак имаме патриоти кои што поради тоа што си ја сакале државата, добија затворска казна од 2 века. Неправда е кога ќе ги редат чевлите таму пред влада како опозиционери, а денеска символизирајќи при тоа дека тоа е големо иселување и дека тие луѓе ја напуштиле Македонија затоа што не се задоволни со политиките на тогашната влада, за да денеска видиме дека ниту еден човек не дојде по својот пар чевли, туку напротив, илјадници наши сограѓани повторно, трајно ја напуштија Македонија поради тоа што се разочарани од оние ветувања кои што Зоран Заев и врхушката на СДСМ ги даваат. Неправда е кога ќе им ветите, кога сте опозиционер на докторите 100.000 денари плата, кога ќе ветите реновирани клиники, кога ќе ветите реновирани болници, а денеска ги гледаме докторите како трајно заминуваат од Македонија и ги полнат клиниките во Европа, Америка и Австралија. Неправда е кога на младите ќе им ветите
како опозиционер, стабилно, современо образование и реновирани студентски домови. А денеска ги гледаме младите луѓе како во субстандардни услови во тие студентски домови го почнуваат и го завршуваат студентскиот ден. Неправда е кога ќе ветите на младите луѓе гаранција младинска и сигурни работни места, а денеска привилегирани ќе бидат само до 7 колено роднините на Мира Дизел. Зошто? Затоа што му била слуга на Зоран Заев. Неправда е кога ќе ветите 600 километри автопат дека ќе направите, а и тие речиси готови што сте ги наследиле не можете 2 години да ги помрднете. Неправда е кога на пензионерите ќе им ветите поголеми пензии, а денеска на 1 април пред некој ден, пред речиси една недела, добија пензии кои што се од 400 до 700 денара помали од тие што требало да бидат. Неправда е сето ова што и се случува на Македонија. Неправда е кога ќе се колнете во жицата, во децата, во дедовината и татковината, дека се ќе сторите вашата татковина да не крвари. А првиот миг, кога ќе имате таква можност, ќе продадете се што вие не сте создале, туку сте наследиле. Некој друг животи губел за ова парче земја во кое што ние денеска живееме. Го подсети во Струмица и на Пецев, и на Белев, и на Јарамов, и на Топчев, и на Костуранов. Тоа се тие 5 млади струмечки студенти кои што своите животи на Беласица планина ги дадоа за ова парче земја, за кое што он се колнеше и во жицата, и во дедовината, и во татковината, дека нема намера да го менува. А при прва прилика видовме што направи. Неправда е кога премиерот на државата, од која што плата зима, ужива привилегии, се срамува да каже на кој јазик зборуваат луѓето во северниот дел на Грција е различен од грчкиот. Се плаши да каже дека тие луѓе се македонци кои што говорат на македонски, кои што пеат на македонски, играат на македонски мелоди. Неправда е кога тој истиот премиер ќе не каже дека не ја интонирале македонската химна затоа што доцнел авионот на Ципрас. За да потоа 2 дена самиот се демантира и всушност ја признае вистинската вистина. Он се срами да слушне дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Тоа е вистинската вистина. Да не му направил дополнителни проблеми на Ципрас во Грција, замислете. Тоа беше вистинското оправдување. И тоа е неправда. Неправда е кога се колнете во бетон идентитет, а тој бетон идентитет при првата прилика како стиропор се урна пред зградата која што треба да ја символизира државноста на Македонија. Тоа е неправда. Сите овие работи се неправда и можам да зборувам до утре што све неправедно ни се случува. А истите тие луѓе ќе дојдат овде во Гостивар и ќе ви велат ајде да одиме напред и ќе ве гледаат во очи и ќе се обидат повторно да протнат некоја лага, бидејќи тие луѓе немаат чувство. Играат на картата на кратко помнење на граѓаните. Тоа е единствена стратегија. Граѓаните да имаат кратко помнење. И тие ќе ви велат дека оделе напред, чекореле напред. Каде чекорат напред? Да ги прашаме каде чекорат напред со полни вреки пари? Не. Ние одбиваме таква реалност. Нашата генерација, без разлика дали е таа од 18 или 80 плюс години, има историско право и должност сега на овие избори да им каже дека ние одбиваме така да чекориме напред со нив. Ние сакаме да чекориме напред, да, ама достоинствени, честити, искрени и принципиелни, заедно со нашата Македонија. Ние одбиваме да чекориме напред за да се богатиме. Ние сакаме да чекориме напред со богата држава и богати граѓани. Ние одбиваме да чекориме напред
и при тоа да се откажеме од нашето минато, од нашата историја и нашата традиција, кои како сидро не им даваат да мрднат ниту еден чекор напред. Ние сакаме истите тие минато, историја и традиција да се наше едро во кое што дува ветар и заедно да чекориме напред кон Европа и кон светот. Достоинствени и со крената глава, а не понижени и омаловажени. Тие, врхушката од СДСМ и Зоран Заев, браќа и сестри, добри луѓе, имаат проблем со себе, а ние сите заедно имаме проблем со нив. И тој проблем ќе го решиме на 21. април, а потоа на 5. мај. Ми велат, зборуваш, говори, си се занесол, зборуваш, говори за парламентарни избори, ова се сепак председателски избори. И тука повторно се обидуваат да ја манипулираат јавност, да не навредат. Зошто? Затоа што тие, врхушката од СДСМ, размислуваат за граѓаните од избори на избори. Ние легнуваме со последна мисла и се будиме со прва мисла, размислувајки, дискутирајки, дебатирајки меѓу себе, што не чини, што можеме ние да направиме за неа. Затоа што сега не е време што може таа да направи за нас. Си го поставуваме секој од нас тоа прашање, затоа што овој пат вреди нашата борба и нашата битка за неа. Тоа е нашата разлика, Господ, од врхушката на СДСМ, што вие на народот и на татковината мислите од едни до други парламентарни избори. А ние, за разлика од вас, мислиме секојдневно. Тоа е една огромна разлика. Браќа и сестри, добри луѓе, почитувани присутни овдека во салата, после конвенцијата во Струга, разговарав со многу наши сопартици, зошто токму професорката Гордана Силјановска Давкова. Одговорот е многу едноставен. Затоа што професорката Гордана Силјановска Давкова е принципиелен заштитник на правото и правдината. Затоа што професорката Гордана Силјановска Давкова е искрена, честита личност, која што со својот интегритет, личен и професионален, дома и во странство, гарантира заштита на законите, уставот и безкомпромисна борба со неправдата. Затоа што е најинспиративниот професор на правниот факултет во Скопје. И затоа што никогаш не го штеди своето знаење да го пренесе на студентите. Предпоставувам, во оваа сала има десетици студенти на идниот председател на Републиката, професорката Гордана Силјановска Давкова. Затоа што секогаш без исклучок, кога било најпотребно, Гордана Силјановска Давкова била во првите редови и безкомпромисен борец во заштита на македонските национални интереси. Затоа Гордана Силјановска Давкова најпрви на 21. април, а потоа на 5. мај ќе биде избрана од народот. Ние не се собравме во елитен, луксузен хотел во Скопје и на полумафијашки начин да номинираме деспотски кандидат за држава. Ние имавме демократска внатрепартиска процедура со 9 пријавени кандидати, која што на крај заврши со една фантастична конвенција, на која што беше избрана професорката Гордана Силјановска Давкова. И ние не правиме мафијашки коалиции во хотели. Нашата коалиција, коалицијата на идниот председател на Републиката, е најголемата коалиција во новата историја на Македонија, во независна Македонија. Тоа е коалицијата со народот. Од таа коалиција нема поголема коалиција.
И заедно со народот ќе им покажеме што значи народен тајфун кој што ќе го оддува нивниот, се сеќавате на онаа киша око Крагуевце, или можда сте ја заборавиле? Ја уште се сеќавам. Неправда е кога ќе излезе Стево и ќе ви рече јас сум 102,5% ист како Зоран. И да тоа ви е се јасно. За каков избор имате пред вас? Тоа е иста паричка лице и опачина. Лице и опачина. Велат, ќе ни го постават прашањето, зошто токму за вас да ве поддржиме. Имате избор. Едниот е борбата против заевизмот. Сите оние лаги, сите оние неправди, сите оние лажни ветувања и неисполнети очекувања. Имате евро за вице и евро за црквата. Се сеќавате на Мирчо Свинјарникот? Тоа е битката против сето тоа. И битката за новата реалност во Македонија. За која ќе проговорам неколку реченици на крајот моето денешно обраќање. И од другата страна ја имате онаа кованица наречена завидлизам и апологетот на Зоран Заев Стево. Сега ја имаме оваа битка против заевизмот и го имаме Стево, кој што на сопствениот народ му кажа, сигурно секој од вас не заборава, знае точно, па тоа на овие избори го збогати со да не ве видам пред очи да сте ми се појавили со сурати и уште со штоли уште не. Но за да се зацкрие со сите тие навреди кои што му ги кажа на сопствениот народ од кого ќе бара глас, не за да биде заштитник на правото, туку да води политика. Политиката се знае каква е. Предавничка, расипничка. Ке се појават неколкумина како онаа млада дама во Куманово или онаа млада дама во Прилеп, па ќе побараат да бидат посвоени. Ете, таа е реалноста во која што, браќа и сестри, добри луѓе, ние или ќе продолжиме да живееме, или ќе одбиеме да продолжиме да живееме и ќе се бориме за новата реалност. Реалноста во која што ќе биде честитоста, принципиелноста и искреноста на прво место. Како многу пати во минатото, така и сега. ВМРО ДПМН се исправило пред предизвикот на заштита на македонската држава. Така и овој пат. Ке се обидат да ве демотивираат, разочараат, деморализираат со една цел. Да поверувате дека црното е бело и дека лагата е вистина. Но кога ке се изгасат телевизорите и компјутерите, кога ќе излеземе надвор од социјалните мрежи, ајде тоа прашање да им го поставиме на нашите соседи, да ги прашаме дали откако Зоран Заев и СДСМ се во владата подобро живеете, дали повеќе се смеете, дали повеќе се радувате, дали сте повеќе среќни, дали се вашите плати повисоки, вашите пензии, дали вашата нива повеќе раѓа, дали можеби вашиот факултет е реновиран или вашиот студентски дом, или дали вашиот бизнис има повеќе пари. Одговорот на тоа прашање ќе ви помогне многу во одлуката за кого на овие избори да го дадете вашиот глас. А јас ве молам од дното на душа, од срце, да не направиме нешто зашто потоа ќе ни биде навистина криво. Ве молам, поддржете не, дајте ни шанса да ја смениме оваа реалност во Република Македонија. Дајте ни шанса.
Дайте ни шанса набрзо ВМРО ДПМН да може да ја презентира до сега најголемата програма со најобемниот и јасен план за развој на државата, која што ќе се темели на 3 дела. Првиот дел – решение за поквалитетен живот на граѓаните. Вториот дел – економија, здравство, образование, земјоделие. Суштински реформи, структурни реформи, достоинствен живот на луѓето во најубавиот период во животот, пензионерите. Идеи и авангардни проекти за младите. И уште многу други работи на 300 и повеќе страници. И третата работа е како да си го вратиме назад македонизмот. Назад да си го вратиме македонизмот. И тука не зборувам, да не бидам погрешно сватен, за македонизмот еквивалент на етничката припадност. Тука мислам за сите оние граѓани на Република Македонија. Македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, нека ми простат останатите, кои што се родени овде, кои што се школувале овде, кои што создавале своји семејства овде, кои што се радувале и тагувале овде. И најверојатно тука ќе ги завршиме нашите животи. Да си ја сакаме државата, затоа што државата ни е пред и над се. Тоа е оној македонизам за кој што јас сонувам. Тоа е оној македонизам кој што е дел од сонот за Македонија. Но на Македонија честита, достоинствена, искрена и принципиелна. Затоа ве молам, дајте ни шанса да можеме заедно да го сонуваме овој наш сон. Ви благодарам од срце.